Со новиот тарифен модел граѓаните ќе бидат на два пати оштетени. Еднаш директно преку плаќање на сметките и втор пат преку буџетот, бидејќи ќе се потребни помеѓу 150 и 200 милиони евра од централниот буџет кон ЕСМ, тврди председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Ова што кажуваат од 7,5% е голема лага. Тоа ќе се случува во оние преодни месеци, април, мај, можеби септември, октомври, во текот на зимата и текот на летото поскапувањето ќе биде од 20 до 50% во зависност од тоа каква изолација имаат нашите домови. Поскапувањето не е само за домакинствата. Мицковски вели дека индустријата ја очекува шок од 300% и повеќе, поради што ќе се затворат бизниси, луѓето ќе остануваат без работа и тогаш прашањето за екзистенција ќе е уште поголемо од тоа што е денеска, поради што повторно побара предвремени избори. Тоа се пари на граѓаните кои што ова расипништво на и лоповлук на владата ќе ги плаќаат преку своите даноци што ги плаќаат во буџетот. Така што треба да дојде крајот на овие криминалци во политиката, а лекот за тоа се нормално предвремените парламентарни избори. Тоа што го бара ВМРО-ДПМН, да дојдат луѓе кои што знаат како треба да сработат за да не трпи стандардот на граѓаните. Мицковски додава дека ова ќе значи дополнително загадување на воздухот и околината, затоа што на голем дел од граѓаните ќе им биде приоритет да се ги стоплат домовите, а поради повисоките цени на електрична енергија ќе се трага по алтернативи, поради што оваа зима ќе се гори се и се што за топлина.